Студен бран и обилен дожд го зафаќа регионот, пат на температурата и снег на планините. Синоптичарот Ленче Ризова земне телевизија рече дека врнежите наместа ќе бидат пообилни, со што се очекува да наврнат околу 50 литри на метар квадратен. Таа информираше дека температурите ќе опаднат и истите ќе се движат од 7 до 14 степени во следните неколку дена. Веќе денеска од поплодневните часови ќе потпаднеме под влијание на влажен и постуден бран, така што еве во конкретно денот, во текот на ноќта, а и особено утре, ќе имаме облачно време со врнежи од дожд кои што на места ќе бидат и пообилни. Се очекува од овој бран да наврнат на повеќе места над 30 литри на метар квадратен, а локално и над 50 литри на метар квадратен дожд. Поради продорно постудена воздушна маса од север и засилениот северен ветер кој што ќе дува утре, ќе на повисоките планини врнежите ќе преминуваат во снег. Во петок ќе имаме и натамошно спуштање на студен воздух, така што и во некои од повисоките места ќе има услови врнежите да преминуваат од снег. Тоа значи дека и ќе имаме опаѓање на температурите. Овие температури кои што ги имаме денови веш од кои што се движеа некаде од 15 до 22-3 степени, сега веќе ќе бидат значително пониски, така што утре ќе имаме максимални температури некаде во интервал од 7 до 14 степени, петок уште малку пониски. Релативно пријатно време се очекува од следната седмица, додаде синоптичарот Ризова, но сепак децидна дека утринските температури ќе бидат доста ниски, а наместа ќе бидат и под нулата. Другата недела, повторно ќе имаме, така може да се каже, релативно пријатно време, пријатни временски услови, стабилно, суво и со повисоки температури. Значи, овој студен бран ќе трае утре, во сабота. Инаку, со оглед фактот дека стартот на месец октомври започнува со променливи температури, лекарите предупредуваат особено до хронично болните лица да бидат внимателни и редовно да ја примаат својата терапија.